комуникација, прашање уствари од $1,000,000, од сублимација повеќе прашања од прилика од сите гласи некако вака. Како се справиме со луѓе во животот со кои што сме некомпатибилни и на кои не можеме да им влијаеме нити на однесување, нити на слично, а не можеме да ги исклучиме од нашите животи. Заради X причини, они тука се. Како да се справиш со тие луѓе што мораат да ти бидат дел од твојот живот, ама не ти одговараат? Ова е дел од многу наши дискусии во групите што ги водам со жените кои што доаѓаат од разни причини, најчесто доаѓаат заради структура, мотивација, дисциплина, конзистентно работење, силен accountability од оваа страна што го добиваат, односно силна accountability хен што добиваат од оваа страна, во смисла некој да им пази, да им помага да бидат доследни, да бидат, како да кажам, да се откажуваат околу лесно целите. Меѓутоа, индивидуално секој од нив има посебни различни цели. И завчера кога зборавме за зошто работиш на себе, не гледаш резултати, и кога ви кажував за вебинарот во петокот, заборев го испуштив моментот со јас сум Маја, работам тоа и тоа, претпоставувајќи дека се знаеме, нели? Што кои сме, што сме, ама сепак за тие неколку особи што ета туку така ќе улетаат прв на ова видео и не се сретнаа до сега со мене. Многу кратко, минутка само, моето име е Маја. Јас сум коуч за трансформација и за дисциплина. Работам исклучиво со жени кои што се образовани, имаат потенцијал, се паметни, но се заглавени во самосаботажа, одложување, хаос и емоционална нестабилност. Во никој случај не продавам мотивација, туку работам на структура, идентитет, однесување што носи резултат. Мотивацијата е нешто што доаѓа и си оди и искрено многу на тоа и не може да се влијае, така да резултати чекајќи само мотивација не доаѓаат никогаш, така што си имам потполно не си имам вкарано со мотивација, едноставно ја игнорирам. Ако дојде супер, се чувствувам прекрасно, јас исто така, ама ако ја нема, знам што да правам и го правам тоа. Мојата работа не е случајна, јас сум мајка на Јоана, која што почина на 6 годишна возраст во 2020 година. Имаше здравствени предизвици и поминав многу тежок период кој што ме научи на дисциплина, издржливост, интегритет и одговорност. Значи, не предавам теорија, туку нешто што сум го живеела. Мојата работа денеска се состои во една единствена група која што е мој менторски програм, наречена Јоанина мисија. Јоана е името на моето девојче, која што де факто мислам дека дефинитивно нејзината главна мисија беше да дојде да ми покаже некои работи, да ме стави на овој пат на личен раст и развој и да ме постави на место каде што можам да им помагам на голем број жени. Тоа го работам од 2020 година и поточно 2019 ме веќе да го рачунаме 2020 како вистински силен почеток. И ева long story short, кога сме кај тие групи, денеска ми заврши една од групите, со кој што имавме секогаш во среда сесии и на тој ден, кога завршува било која група, се чувствувам онака као не ми е баш се едно, не се разделувам со задоволство од моите девојки, иако со пола од нив ќе продолжиме да работиме во еден друг мој 9-месечен програм, со останатите ќе бидеме во контакт, кога тогаш ќе ни се спојат патиштата, меѓутоа сепак да одиш 3 месеци во еден низ термин со една група на жени кои што се прават самите фузија енергетска меѓу себе и поддршка, растење заедно, слушаат една за друга, се бодрат, се радуваат на сите успеси и цели што си ги постигнуваат. Стварно е многу убаво. Сум онака тажна, ама срцето ми е полно затоа што сите денеска со насмевка на лицето ми дава фидбек, сите си одат дека задоволни, секоја нив доби и можда и многу повеќе од што очекуваше. И стварно веќе чекам да дознам за нивните понатамошни успеси, раст и се друго што им доаѓа на патот. Денеска со нив малку правевме муавет на оваа тема, меѓутоа во сите други мои групи се повторувала оваа тема. Јас имам уште 2 други активни групи во понеделник и во вторник и слично во прашања се дискутира таму. Значи денеска се дискутираше баш во оваа форма. Како да се справиме со луѓе во животот со кои што не сме компатибилни, ама на кои што не можеме да влијаеме, а сепак не можеме да ги исклучиме нашите животи
и како да се справиме со луѓе што мора да бидат дел од нашиот живот, ама не ни одговараат. Денес беше во оваа форма поставено прашањето. Во други ситуации, други групи, кога малку повеќе ќе се опуштиме и кога ќе се запознаеме меѓу себе, прашањата доаѓаат и во многу подиректна форма. Имам проблем со јатрава, имам проблем со золова, имам проблем со снаа, имам проблем со свекарва. Многу поретко имам проблем со мајка ми, ама и тоа го имаме. Во други некои групи биле разни ситуации, работам во нека канцеларија со X број на колеги и колешки, не се сите нели на исто ниво развиени, не се сите на она фини луѓе, не се чувствувам баш пријатно со сите од нив да се зближам, и тоа се некои ситуации кои што не се баш толку избежни, мислам, некои етапи во животот што ги проаѓаме и луѓето со кои што одлучуваме да чакориме заедно, како што се на пример нашите партнери, доаѓаат со цел свој пакет на луѓе. Значи партнерот, сопругот, дечкото кој ќе влезе во нашиот живот, значи доаѓа во нашиот живот со цела негова фамилија, со сите негови пријателства. Обратно, и ти исто така, доаѓаш во неговиот живот со цела твоја фамилија и сите твои пријатели кои што нели влегуваат во целиот пакет. Просто е утописки да се размислува дека секој со секој топ ќе си клапне и со енергија и по раст, и по интелигенција, и по гледање на светот, и дека се тоа ќе функционира како бајка, една хармонија невидена и така натаму. Многу поверојатно е дека во сите тие луѓе, цел тој микс, ќе има некои што не може да ги избегнуваш туку така, ама не ти одговараат. Или, да се изразиме попрецизно, ти ги палат сите можни тригери. Сите можни дугмиња, онака како се накостришува, дури може би некои од нив вадат некои толку лоши делови од твојата личност, што други луѓе немаат баш прилика да ги видат тие страни од тебе. Ева, вие што сте тука се собрани на фино друштво, можете да кажете во коментар дали имате вакви ситуации, дали вие исто така сакате да научите како се носите со некои луѓе кои што не можете да ги исклучите, затоа што не е решението па се скараш со сите поред и да го дигнеш носот и као да прогласиш со никој више од никогаш таму нема да доаѓаш на тие свадби, на тие слави, на тие средби, родендани, на тоа работно место да работиш и така натаму, значи некои ситуации се неизбежни. Факта дека сите во нашите фалати факта дека сите во нашите животи мораме да поднесуваме. Ето така, да се изразиме најкоректно. Луѓе кои што не би ги избрале самите. Да можеме сами да ги бираме, никош не би ги избрале да ни бидат блиски, или да ни бидат роднини, или да ни бидат пријатели, па со нив да се дружиме и да пиеме кафе и така натаму. Сега. Покрова што сакам да кажам дека вакви моменти се прават и во другите групи, што ми во моментов активни. Ќе почне уште една група во која што ќе имате шанса да се пријавите и да членувате наскоро и некаде отприлика од викендов или наредната недела ќе ви поделам повеќе информации вака тука на видеа или ни сториња, или ако добивате ньюслетери во недела, значи најсигурно најпрви тогаш кога знаете. By the way, ако не добиваш за сега, ако не можеш добиено ниту еден мејл, пиши ми во не тука во коментар, туку во порука, во DM пиши ми во мејл, ќе те додадеме одма и ќе можеме да ти известиме пред сите други за сите битни датуми, настани и групи што следат. Значи, како се справуваме, како да развиеме комуникацијата со луѓе со кои што сме некомпатибилни, а кои што не можеме да ги избегнеме од нашите животи. Прво и основно, кога ќе поминете извесен период на работа на себе и кога ќе поминете самите низ некои етапи на личен раст и развој, каде што многу повеќе ќе осознаете за себе си, многу повеќе ќе си дадете дозвола за некои работи. Понатаму многу повеќе ќе ви порасне самодовербата, зашто по дефолт кога работиш на себе, се креира самодовербата со самиот факт дека правиш нешто за тебе и тоа конзистентно секој ден, па макар нека и 10 минути, ти прави чувство на доверба во себе. Значи, ти расте самодовербата дека јас правам нешто, сум тргнала некаде, сум си поставила некоја цел што до сега сум ја немала. И во тие моменти, кога малку и кога ќе помина тоа време, ќе ти се роди уште едно сознание. А тоа е дека воопшто не е на тебе теретот, нема потреба да го носиш, ти да бидеш таа што ќе мора да се става во еден куп непријатни ситуации по себе и во еден куп неубави чувства што
ти ќе ги имаш за да комуницираш и да се оправаш и да се докажуваш со личности со кои што џабе везаш, буквално. Џабе везаш. Никош нема се разберете и да се оправите. Има еден момент во својот раст, како што ќе ти се развие, како што ќе добиваш повеќе јасност за работите, највеќе за твојата личност, твоите вредности, што ти одговара, што не ти одговара, што толерираш од сега натака, а што не толерираш, кога што ќе дојдеш до точка на сознание дека ти можеш да коегзистираш со било кој во твојот живот, од тие луѓе со кои што не можеш да ги избегнуваш, и они воопшто не можат ни блиску да ти придат кон твојата благосостојба, кон твоите резултати, нешто да ти направат, нешто да ти расипат, нешто да ти направат да се изнервираш или не знам што, освен ако ти не им го дозволиш тоа. Колку сака некој некај негативен, колку сака некој некај од тие типови што луѓе што можеш да ги гледаш секој ден, а она никаква компатибилност нема помеѓу вас. Само на тие што ќе им дозволите да ви навлезат под кожа и да ви го расипат раатот, ќе успеат во тоа. Додека од друга страна може да развиете механизам што го усовршувам веќе многу години поред назад и се уште имам потреба да го практикувам и да го негувам, затоа што и јас сум обкружена со луѓе кои што некои не ми одговараат, не ми се компактибилни и така натаму, а не можам да ги избегнувам. Некои од нив си одат со текот на времето, па влегуваат некои нови такви личности. Значи, принцип, механизмот што го практикувам, што можеш да го практикуваш и ти, е ментално, внатрешно, значи од аспект на мајндсет, од аспект на некаква намера, одлука донесена од натре себе си, можеш да ги паркираш некаде во твојата свест, подсвест, како сакаш наречи го. Можеш да препознаеш дека таа особа на таков и таков начин те триерира. Секој пат кога ќе изрази нешто, некоја реченица, нешто го доживуваш како напад, како провокација. Може би намерно го прави тоа, може би ти само си се умислила дека тоа така ти влијае. Како и да е. И за која особа и да се работи, па дури и најблиска, дури и ако во моментот сметаш дека твојот партнер со кој што живееш заедно, со кој што јадеш, пиеш, спиеш, делите заедно фамилија и слично, дека во моментов и од него така се чувстваш, како да сте некомпатибилни, како да нема тука баш во моментов мир и хармонија што и да е, и него исто така можеш енергетски да го паркираш некаде на страна. А што значи некого да паркираш на страна? При тоа, се повлеков сама за јазик, па ќе запишам за да не заборам на крај, да дофрлам уште 3-4 реченици за партнер конкретно, да не остане дека погрешно се разбереме на крај, затоа што партнер е многу друга категорија на близина, партнер и деца, не под еден кров сте, многу друг тип на близина од сите други луѓе од страна со кои што не живееш, ама мораш на некоја си редовна или полуредовна основа да се сретнуваш. Прво да ќе завршам првичната мисла, ќе се вратам на крај на партнерот, плис потсетете ме, ако не се вратам пак на партнерот, многу битно да го заокружиме. Затоа што тоа има рок на трајање, не може цел живот така да се функционира. Ама ајде сега дојдеме на моментот. Особа те тригерира, те провоцира, не е окей со тебе, за јадливост има некоја во неја, значи енергетски нема лајк меѓу вас или барем чувствуваш дека од нејзина страна нема никаков лајк спрема тебе, што значи да ја паркираш. Тоа значи ти да донесеш цврста натрешна одлука и намера дека таа особа не е битна за тебе, твоите цели, твоите активности, твоите одлуки, работите што ги правиш, начинот на кој што се однесуваш, на местото на кое што си тргнала. Небитна е. Таа особа е статистичка единица во твојот живот. Статиста. Како гледаш филм и гледаш главните ликови кои што одат по улица и се разминуваат со еден куп статисти, тоа се сите други особи во твојот живот. Така мораш и да ги третираш. Затоа што сите им даваш моќ да ти го прават тоа,
да те тригерираат, да те нервираат, да те провоцираат, се додека реагираш на нивните провокации, дали со лутина, дали со плачење, дали со карање, дали со пред нив правење лице, а на страна јавување на другарката и сестрата и мајката да им плачеш што ти направиле, како ти направиле, се до тогаш они те поседуваат. Де факто, може би дури без да знаат, може тоа нив уопште да не им е намера, може да не се само такви. Но, кога ќе ги паркираш ментално и со намера, тогаш ти сваќаш дека единствен некој што има моќ врз твоите лични избори, однесувања, одлуки, цели, секунда ќе дојдам, одлуки, цели и се друго понатаму, си ти. Си ти. Не можеш на никој друг да свалиш таа одговорност дека заради некој ти вака се чувствуваш, заради таа и таа особа ти си се изнервирана, заради таа и таа особа ти се откажуваш од не знам што, зашто таа не те поддржува. Небитно е, небитни се. Значи, ти кога во твојата глава ќе си ги одбереш тие неколку особи што ти се апсолутно некомпатибилни, во твојата глава ќе ги паркираш, тогаш во истата секунда губиш било каква потреба да им се допаднеш, било каква потреба да им објаснуваш и вашите средби, што мора да ги обавувате, без разлика дали на некој работно место, без разлика дали на некој настани, фамилиарни, што и да е, ти може да ги пројдеш со многу површна комуникација, ако веќе си се удрила во зид со нив, и ако веќе кога ти си имала искрена намера да се пофалиш нешто или да поделиш или да побараш совет, ако е некоја повозрасна особа, а си добила од нивна страна зајадливост, си добила, само на секунда да видам. Окей, супер. Си добила провокација, си добила критика, си добила типот на кај се тоа ти текна, нема шансе ти успее, или ти многу работиш, или не знам, што и да ти кажеш од не е во позитивна конотација, значи просто не ги дели тие работи. Можеш да ги поминеш сите тие средби со чиста некоја површна култура, не збориме тука да ги игнорираш или да им даваш silent treatment, затоа што многу е битно, ти да си бидеш правилна во ситуацијата, ти да останеш културна, ти да останеш на некој начин грациозна, зашто да бидеш таква како некоја невоспитана, а да не збориш, да ги игнорираш, вака на страна, да гледаш, да им даеш знаење дека као не ти се лајк, тоа може да се изведе многу елегантно, многу дипломатски, со некои површни муабети, со некои ситуации што до вчера, например, ако те тригерирале некои нивни ставови, и ако се потегнат тие теми на муабет пак, ти наместо се расправаш, знаеш дека ќе дотара во тензија и некој мртва улица никаде нема да ве донесе, наместо твоето докажување, оправање и расправање, можеш да кажеш, знаеш како интересен овој став, не сум размислила до сега за ова, пешка размислам. И точка. Кој може да ти влезе во кавга или во непријатен муабет после таква твоја изјава. Интересно ова што го кажеш. Може би. Баш ка размислам за ова. И така натаму. Комуникацијата е тема што ја има на мојот модул, на програмата кај што работиме, ја имало во сите други програми кај што сум работела, ја имало и во работата моја 1 на 1 со луѓе. И тоа е едно од темите што можеш да длабиш, нема крај. Затоа што целото наше битисување, секојдневното наше живење се темели на комуникација. Со блиски луѓе, неформални луѓе, рандом луѓе, луѓе од кои што користиме разни услуги, производи така натаму, се темели на комуникација. И ова е една многу битна тема. И затоа мене воопшто не ме изненадува што со луѓе работиме месеци, дури и години, и ова тема нема и ќе се врати назад. Нема и ќе се врати, затоа што нонстоп со нови луѓе збориме, нонстоп некои такви ситуации се случуваат, значи просто е многу нормално ние да влегуваме во разни односи со луѓе што не ни се свиѓаат и тие односи ни прават некој неубаво, некој не нахранат на некој начин. Не може, дечки, сите да ни се допаднат и да ни одговарат и ние да наидуваме, да нагазуваме само на луѓе од наша вранова должина, од нашето ниво. Не може, затоа што мора нешто да прифатиме. Нити ние на сите не им се допаѓаме. Она што за вас е, може би, јатрвати, снајати, свекрвати, золвати, ги наброивме сите роднини, кумати, старосватицати. Она што за нас е они, ние, може би, на таа особа,
што некој друг. Во моментов некој можеби се едуцира на темови, слуша вакви видеа за да разбере, да научи подобро како со нас да се справи. Мора тоа да го разбереме. Дека ние не сме сечија cup of tea, што се вика. И затоа, кога ќе разберете дека не мора сите да ви се лаик, дека не мора и не може да бидеме во контакти со луѓе исклучиво на нашето ниво што се. Дека и ние на некои луѓе не им се допаѓаме, тогаш главниот мир што ќе ни го донесе е фактот ги паркираш тие негде во твојата глава, им го знаеш капацитетот, имаш искуство со нив, знаеш што да очекуваш, знаеш дека ништо арно не доаѓа од таа страна и ништо не се менја и тогаш држи го односот на некоја површна културност. И тоа е тоа. И нема што понатаму да се да се оптеретувате и да трошите енергија на тоа. Затоа што ако намерата за прашањето е како да комуницираме со луѓе во животот со кои што сме некомпатибилни и кои што просто не ни одговарат, а мораме со нив да се гледаме. Ако намерата е како да направите да се подобрат тие односи, да станат пријатни, да станат лаик, тоа е промашена мисија. Тоа е невозможно, затоа што тоа не зависи само од вас. Две особи придонале за таква енергија. Додека од друга страна, пак ако колку е контраинтуитивно, ама најверојатно ќе се случи, во моментот кога вие ќе ги паркирате, мисловно, и кога ќе почнете да се однесувате со нив со некоја си површна љубезност, и тоа значи дека прекинувате од вас да го давате секој отпор, прекинувате да се докажувате со нив, прекинувате да се надпреварувате, да се надзборувате и слично, тогаш и они ќе попуштат. Тогаш во ист момент и вие на нив ќе им дојдете како поише лајк и тука дури има повеќе шанса да се стоплат и да станат побави тие односи отколку да не се така. А и да не се случи тоа и да останат на тоа ниво, вие барем ќе имате мир. Затоа што на мене, например, ако сум ги доживувала неубаво тие некои такви забодувања, стрели, провокации што и да е, уствари цело време сум посакувала да бидам окей со тие луѓе. Сум се прашувала зашто ни е ваква комуникацијата и зашто толку се тешки, просто се толку тешки. А во моментот кога научив да ги паркирам на ментално ниво, во тој момент ми исчезна секаква желба да им се допаднам и секаква желба да ги натерам они да се согласат со моите ставови, мојот поглед на свет и моите цели. Сватив дека тоа никош нема да се случи и сватив дека само јас треба да се ставам во согласно со моите цели и моите планови и ја што сакам. Само јас. Ако јас сум окей со тоа, која сум, ако си ги знам моите животни вредности, ако со мирна совест заспивам секој ден, ако денот го поминувам правејќи најдобро што можам, ако се трудам честно, ако помагам на една-две особи во текот на денот, ако некој денес барем малку се почувствувал добро затоа што сме смениле некој грст муабет, сме се насмеале за нешто, сме се подружили и слично, ја немам никаква потреба на цел свет тоа да му го постигнам. Јас сум си во мир и на чисто со себе и само си го гледам својот пат и само си гледам своите грешки, ја што треба да направам и слично, не ме љути веќе тојото однесување, просто прифаќам дека секој на некој свој пат. Зашто, дечки, мацам да бидеме и ние да олабаиме со притисокот што ставаме енергетски врз другите, па као они да бидат на наше ниво и слично, кога секој си има свој пат и некој од нас има, да кажеме, понизок мајндсет од нашиот, некој има пониска интелигенција од нашата, некој има помало образование од нашето, некој има многу лош животен старт, па се борел вака или онака и денеска е таква особа каква што е. Секој денеска е на правото место кое што треба да биде на својот животен пат. И ако видиме дека некој е, например, на пониско ниво, не можеме туку така или ние да го донесеме на повисоко ниво или да викаме ајде ти се повеќе као работи на себе или издигни се, затоа што ако некој е на ниво као на 6 годишно дете, 6 годишно дете не може да го натраш да оди на факултет. Исто и со возрастните луѓе. Ако некој просто не може да види колку негативност предизвикува некое негово однесување, комуникација или слично, не можеме ние да ги воспитуваме другите луѓе, посебно што се веќе возрастни, што не се наши деца. Не можеме. Мораме да ги оставиме да се бидат како што се.
Само на себе можеме да работиме. Ова што го кажав со партнерот, се сетив, не мора да подсетувате. Дека можеби за некој од вас во моментов таа особа и партнерот. И него можете да го паркирате на страна, во смисла дека не смеете и не можете, немате право, не сте во право ако викате дека он е крив што вие не напредувате, не работите на себе, не си ги остварувате своите цели, маја он ме држи назад, он е како некој, чеки како ми каже напред некој време. Он е како ѓуле што ми е врзано за ногата и ја одам напред и вака го тегнам ѓулето, он ми е сидро, ме влече назад и тунтана, не држи вода. Не држи вода. И таа особа со која што живеете може да ја паркирате на страна, на начин што вие сами за себе сте одговорни. Што правите, што направите, какви избори носите, какви одлуки носите. Дали ќе имате поддршка на почетокот, можеби не. Меѓутоа со тек на време, ајде вие постигнете некои резултати. Постигнете некои резултати да се видат, да се осетат, па ќе видите партнерот дали ќе остане на истата позиција на која што е. Дури да остане на истата позиција на која што е, вие ќе бидете во позиција да правите друг муабет сега. Значи, као о стилу, слушај, ја те паркирав тебе негде на страна и искрено ти кажам, про толку и толку месеци, умствено те паркирав и си кажав, ја ќе го терам тоа. И ти гледаш што правев овие месеци и еве го резултатот. Еве што постигнав. И ќе си го кажеш својот резултат, зашто и да си се трудела во тој период. И од тука натака, неколку варианти се возможни. Или ќе види и ќе рече, добре, ќе право беше, ќе бидам малку со повеќе поддршка во периодов, или ќе каже, мене тоа ништо не ме интересира, или ќе каже, јас тоа нешто сакам да направам, ти не ме поддржа и ти ќе бидеш како стил, чекај, не се сеќавам на тоа, па ќе го изназборите. Значи, како и да е, не дека вечно треба да трае таа ситуација со партнерот, ти вечно за веки веков да го паркираш и да се живеете како двајца странци во исти стан, додека смртта не ве раздели. Не е тоа воопшто поентата. Меѓутоа на одредено време и твојот роден сопруг може да го паркираш на страна во смисла дека и он не е битен за твоите резултати. Само ти си одговорна. Ти си одговорна што бираш, што правиш, што не правиш, колку си конзистентна и немаш право да очекуваш било кој да ти се придружи на тој некој твој пат на успех или на цели, дури ти сама не покажеш и докажеш колку ти е тоа важно, вредно и ти си тргнала на така што ги прави, на така каде што ги правиш работите. Сум имала дечки жени во моите групи во многу опаки ситуации, во многу неиздржливи ситуации со константни немири, константни кавги, константни манипулации, константни подметнувања, сопки, навреди, што ли уште не. Животот не е бајка, ја не можам да снимам некој клип, рилс каде што прикажам дека колку јако и колку ни е јако во група и сите се хепи и само прекрасни работи им се случуваат и ние нема проблеми, само работиме нашите цели. На што се не работиме дури да стигнеме до нашите цели, што се имаме да отплеткаме во позадина, јас не можам да ви доопишам. И сите до една, кога се посветија во тој ограничен период во кој што работиме заедно 2-3 месеци на себе, кога се посветија само на себе, без да ја драмат ситуацијата, без да анализираат, без да раскажуваат бескрајно што се случува, без да ставаат judgment како е он не фер со осуда, вака така, само на себе кога се посветија, че не помина ни 4-5 недели од курсот се сврта работите. Ни 4-5 недели од курсот, а камоли па целиот курс до крај. Зошто? Затоа што во природата на луѓето е, па дури и во неговата, неќијат конфликти. Луѓето неќијат конфликт. Секој свесно и намерно не влегува во конфликт. Ако до конфликтот дошло, тоа е заради еден куп програми, еден куп неизлечени трауми, не расчистени концепти од минатото и така натаму. Само тогаш доаѓа до конфликти, ама намерно, никој намерно не нагазува во конфликт, затоа што ние имаме повеќе како луѓе склоност да бегаме од конфликти, а не да ги предизвикуваме. И секој сака да биде во мир, па и он. Секој сака да живее во мир и во хармонија. Оно што ти го посакуваш, го посакува и другата страна. Ама секого можеш да го паркираш на страна на одредено време, додека ти однатре правиш нешто за себе и постигнуваш некој си ниво за кое што исклучиво и само ти си одговорна во секоја можна животна ситуација. Ето.
Во петок имаме вебинар во 7 часот. Трае саат и пол. Ќе биде многу добар. Ќе има Q&A на крај, ќе има една уникатна понуда во средината и после тоа нема се видиме неколку недели. Имам и патување и одмор и некои други проекти кои што ми се почнати. Вебинарот ќе биде на тема зошто работиш на себе, а не гледаш резултати. Може да се пријавите на линкот во стори, во моментов иде активно стори од него, може да се пријавите во био на тој линк, се гледаме тогаш и фала многу што се дружевме и тука сега вечерва. Ćao.